Дојдовте во новото издание на вестите на Канал УСУ. Добар ден. Човечки череп пронајден во градскиот парк во Виница. Го ископал вработен на Евана кој бил на работна задача. Се истражува идентитетот и начинот како черепот завршил таму. Вработен во Евана, во понеделникот околу 14 часот пронашол човечки череп во Виница, соопшти Министерството за внатрешни работи. Случајот го пријавил следниот ден во полиција, а според пријавата, черепот го нашол пред влезот на градскиот парк на улица Браќа Миладиновци, додека вршел ископ за поставување на фундамент за столб на потребите на Евана Македонија. Извршен е увид на местото на настанот и се работи на расчистување на случајот. За сега фактите се потпираат на извештајот од полицијата. Со оглед на тоа што е неработен ден, повеќе информации се очекуваат во четврток. Колку е стар черепот, дали е машки или женски, колкав период бил закопан во градскиот парк и како се нашол на таа локација. Тоа се прашањата на кои одговор треба да даде истрагата. Ден на дрвото во Кочани и Македонија. Акцијата што се спроведе во кругот на противпожарната единица беше со граѓански предзнак, но главно ги мобилизираше административците и учениците. 7 година ден на дрвото во Кочани. Според посетеноста на акцијата, ентузијазмот не е спласнат, но само кај вработените во државната и локалната администрација, раководителите на институции и членовите на Советот. Поспани, но бодри, тие уште во раните утрински часови излегоа на уште една работна акција. Наставниците ги поведоа и учениците и сите заедно ја засадија својата иднина. Во Кочани се садеше во кругот на територијалната противпожарна единица во населбата Шатровик на површина од 5 хектари. Термините во кои се садеа дрвцата беа од 9 и од 11 часот предпладне. Шумското предпријатие и годинава обезбеди доволни количини садници и алат. Во Кочани се планираше да се засадат 4000 садници на чемпрес, како и помал број на садници од јавор и јасен. Садеа и градоначалникот Димитровски, пратеникот Иван Иванов, директорот на шумското стопанство Осогово Орце Димитров, а гостин од централната власт беше државниот секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање Сонја Лепиткова. Заедно со делегацијата која што имаме од владата на Република Македонија, се вклучуваме во акцијата за засадување на дрва. Дрвата ги засадуваме на локација позната во старата касарна, терен кој што е напуштен, кој што сакаме да го зазелениме и кој што сакаме да биде проширување на зеленилото во градот Кочани. Очекуваме дека временските услови се мощно добри и дека сите засадени дрвца ќе бидат фатени и ова акција ќе биде успешна како и досегашните. Оваа година акцијата се одвива под слоганот Стоп за катастрофите, на некој начин продолжение на сите они активности што на Балканот, а и ние заедно како влада и акцијата Ден на дрвото ги продолжуваме, за да ги опоменеме сите наши граѓани и самите себе дека сме ранливи на сите непогоди што ги носи природата и мораме многу посовесно и поодговорно да се однесуваме, така да и денешната акција е во тоа мото, за да се сопрат ерозиите, свлечиштата, што донесува многу несреќи и унесреќија многу семејства во државите во опкружувањето, а дрвото е една од најголемите заштити за таквите состојби. Денот на дрвото по 7 пат се проведува, владата дава широка поддршка на оваа акција и тоа планираме во континуитет и натаму да го продолжиме. Во Кочани сум по втор пат и навистина ми е задоволство што еве оваа година во овие навистина поволни временски услови ќе засадиме голем број на дрвца, на чемпреси, дека после неколку години овде ќе никне една прекрасна шума која што, како што реков, ќе ги спречи сите несакани действија на поплавите, на ерозијата и на свлечиштата. Со задоволство давам свој скромен допринос во оваа акција. Имено сведоци сме дека глобалното затоплување се повеќе покажува својата негативна страна и сите граѓани го чувствуваат на овој или на оној начин. Овие акции, вакви акции се најдобра превенција за тоа и апелирам да сите граѓани, значи ги користат не само овие акции за можност за засадување на дрво, туку секогаш кога имаат прилика тоа да го направат, да тој начин оставаме на идните генерации почист воздух, позелена и поубава Македонија. 7 година поред се одвива акцијата Ден на дрвото и оваа година со задоволство можам да кажам дека одзивот е премногу голем.
секакви категории на граѓани и на институции дојдоа, некои по едно, некои по 10, важно се приклучија кон оваа акција. Локацијата е добро позната, ние сме присутни во текот на целиот ден, така да сметам дека ќе дадеме мал придонес кон озеленување на нашето опкружување, за да имат нашите граѓани зелени површини каде што можат слободно да се рекреираат и да дишат чист воздух. Акциите Ден на дрвото во Кочани досега се одвиваа на различни локации, дел во градската периферија, дел во околината на градот. Владата на Република Македонија претходно донесе одлука Денот на дрвото 3 декември да биде неработен. Денот па кој ќе се одработи ќе биде 13 декември сабота. А во Виница се садеше на местото викано Превалец. Просторот се облагородуваше со садници од црамбор. Согласно владината одлука за спроведување на акцијата Ден на дрвото, вработените во единицата на локална самоуправа Виница на терен вршеа пошумување на локацијата Превалец. Станува збор за голина со површина од 2 хектари на која беше планирано да бидат засадени 8000 садници од црамбор. Во акцијата се вклучија и средношколците од Средното општинско училиште Ванчо Праке. Дрво засади и градоначалникот на општина Виница Емил Дончев. Денес продолжува најголемиот екопроект на владата на Република Македонија засадија својата иднина на територија на општина Виница. Планирани се да се засадат некаде околу 8000 садници на површина од 2 хектари. Инаку според податоците што ги добив од јавното претпријатие Македонски шуми, досега со оваа акција, со овој проект на владата на Република Македонија се засадени некаде околу 400 хектари или околу 1.600.000 садници на територија на општина Виница. Единицата на локална самоуправа на општина Виница, како и секоја година и оваа година, дава придонес во остварување и реализација на оваа акција и јас искрено се надевам дека успехот на овој проект и реализацијата во засадувањето на садници на територија и на општина Виница и на Република Македонија ќе продолжи во иднина. Интерни акции во училиштата организираа и учениците од 1 до 9 оделение, додека вработените во јавното комунално претпријатие Солидарност организираа заедничка акција за чистење во градскиот парк. Акцијата Ден на дрвото се реализираше и во општините Чешиново, Облешево и Зрновци, каде локалната самоуправа спроведе оригинална и благородна идеја. По повод Денот на дрвото засадија својата иднина на територијата на општина Чешиново, Облешево, оваа година се насадија вкупно 8500 садници, од кои 5000 багреми, 1500 чемпреси и 2000 садници црамбор. Главна локација каде се пошумуваше беше селото Уларци покрај реката Злетовица. Освен таму, во сите населени места во општината и во училишните дворови исто така беа насадени садници, а оваа година за прв пат се вклучија и најмладите од детската градинка Звездички од Чешиново. И општина Зрновци обезбеди садници од типот Јавор. Општината донесе одлука поради поефикасно спроведување на акцијата да им додели садници на сите заинтересирани граѓани кои имаат потреба од нив за да ги насадат на сопствени површини. Заинтересираните граѓани можеа да ги подигнат садниците од просториите на општината. Представници од локалната самоуправа на општина Кочани им додели пригодни подароци и училишен прибор на децата од паралелката за лица со посебни потреби од основното училиште Малина Попиванова. Учениците од другите оделенија пак читаа своји литературни творби. На Денот на лицата со хендикеп 3 декември, општината не ги заборави децата од паралелката со посебни потреби во основното училиште Малина Попиванова. Ги посети и ги израдува со подароци и училишен прибор. Денеска сме овде во основното училиште Малина Попиванова во посета на специјалната паралелка, се со цел да им донесеме материјали за работа, да им помогнеме во натамошното работење, но и да ги посетиме, да ги поздравиме од името на градоначалникот. Користам прилика да ги поздравам овие ученици, да им посакам успешно напредување, успех во учењето и во животот. И би сакала една порака дека и ние, институциите и невладиниот сектор и бизнес секторот и целата заедница не треба да ги забораваме овие деца и не само децата, значи не само на денот на хендикепираните, туку често да ги имаме во ум и често да се грижиме тие полесно да функционираат во заедницата и да ги пребродуваат бариерите.
Учениците од другите оделенија пак ги поздравија децата од паралелката со посебни потреби и читаа своји литературни творби. За таа прилика беше распишан литературен конкурс на тема Хуманоста на дело. Имаше пријавено голем број песни и раскази, од кои најдобрите добија и награди во вид на книги од страна на училиштето. Награден е расказ од оделенска и еден од предметна настава. Да искажам голема благодарност до представниците од локалната самоуправа која секоја година не посетуваат и оваа година ни донесоа материјал за работа кој што ќе ни се олесни работата во текот на учебната година. Исто голема благодарност и до нашата млада сограѓанка Наталија Милорадовска која што изрази иницијатива сама да дојде и да ги посети нашите дечиња и да им поклони подароци кои што самата ги има изработено. Општината секоја година ги посетува децата со посебни потреби во основното училиште Малина Попиванова и ги радува со подароци по повод одбележување на Меѓународниот ден на лицата со хендикеп. А во Виница дојде до поместување поради неработниот ден, така што денот на лицата со интелектуална попреченост ќе биде одбележан в четврток во 11 часот. Одбележувањето на денот на лицата со попреченост е во организација на Меѓуопштинското здружение на лицата со телесен инвалидитет, Општинската организација на Црвен крст Виница и Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака. Одбележувањето ќе биде во насока на промоција на проектот Унапредување на положбата на лицата со телесна инвалидност. Настанот ќе се одржи во просториите на венчалната сала. Здруженијето Центар за подобрување на квалитетот на живот на лицата со интелектуална попреченост и нивните фамилии Порака Нова на Меѓународниот ден на лицата со посебни потреби ќе одбележи 30 години од основањето. Порака Нова е центар кој е формиран во 1984 година како непрофитно здружение по иницијатива на родители кои имаат деца со попреченост. На самиот почеток, здруженијето функционирало во форма на социјален клуб, каде родителите и лицата со попреченост доаѓале да се дружат и да разменуваат искуства. Почнувајќи од 2004 година, во рамките на Порака Нова започна да функционира социјалниот сервис Дневен центар, каде лицата со интелектуална попреченост секојдневно се обучуваат и стекнуваат вештини за оптимално вклучување во заедницата и за самостојно живење и подобрување на квалитетот на нивниот живот. Ваков центар функционираше и во Кочани, но беше затворен. Во 2011-та беше основан ресурсниот центар во кој се обединети повеќе сервиси насочени кон лицата со интелектуална попреченост, нивните семејства, вработените, волонтерите, како и Центарот за истражување и обука. Четврток и петок проекции на Добалчак во Домот на културата Тошо Арсов. По бројните киносали низ Македонија филмот ќе биде прикажан и пред публиката во Виница. Домот на културата Тошо Арсов четврток и петок организира кинопроекција на филмот Добалчак во режија на Столе Попов. Дејствието се одвива во годините на општ колапс и слободен пат по крваво задушеното македонско востание од 1903 година. Главните улоги ги играат Тинти Шрај, Сашко Коцев, Мартин Јордановски и Тони Михајловски. Проекциите на филмот ќе бидат во киносалата во Виница со почеток од 20 часот. До сега многу се говореше за ова дело од македонската кинематографија. Коментарите и вкусовите се поделени. Предолг филм, неразработени ликови и лош приказ на македонското битие се главните критики, додека добрата фотографија и актерската изведба се позитивните атрибути што публиката ги поврзува со овој филм. Добалчак или приказ на од Дивиот Исток е историски спектакл во режија на Столе Попов и по сценарио на Горан Стефановски, а се снимаше во пролета 2012-та главно во село Света Демир Хисарско. Главни улоги во Добалчак толкуваат и Предраг Манојловиќ и Никола Колјо, актери од Србија. Дејството се случува во првата декада од 20-тиот век, а филмот е сурова романтична љубовна приказна во која вечната македонска кауза за сопствен идентитет и самостојност е видена од агол на поединецот. Неодамна се одржаа проекции на Добалчак и во Кочанскиот центар за култура Бели Мугри. Донација од книги доби основното училиште Малина Попиванова од проектот Нобеловци на Министерството за култура. Минатата година доби 200, годинава уште 39 нови наслови. 39 книги доби основното училиште Малина Попиванова од Министерството за култура. Станува збор за литературни дела што добиле Нобелова награда за литература. Проектот е во соработка со Министерството за култура согласно одлуката на владата, објавена во службен весник.
Ова учебна година нашето училиште доби 39 книги, а минатата учебна година добивме 201 книга. Изразуваме голема благодарност за оваа донација на Министерството за култура, бидејќи е доста значајна за нашата училишна библиотека. Со оваа донација се зголеми посетеноста на нашата библиотека и од страна на наставниците и од страна на учениците. Библиотеката во Основното училиште Марина Попиванова во моментов располага со околу 2000 наслови и околу 4500 книги. Работилница со родители со цел развивање на јазичноста и математичката писменост кај децата се одржа во Основното училиште Свети Кирил и Методи. Беше организирана од страна на фондацијата Чекор по Чекор во соработка со УСАИД. Работилница за родители на тема изработка на сликовници организираше Основното училиште Свети Кирил и Методи. Станува збор за проектна активност под наслов со читање до лидерство на Фондацијата за образовни и културни иницијативи што училиштето ја спроведува во соработка со УСАИД. Целта на проектот е да се развие и поттикне јазичната и математичката писменост кај децата во почетните оделенија. Идејата е да на родителите се информираат околу изборот на книга, сликовница за деца, како да направат најдобар избор, се со цел да се поттикнува читањето и љубовта кон книгите од најмала возраст, затоа што имаме ние еден реален проблем дека компјутерот навистина го завземе местото на книгата, а ние сакаме децата се повеќе да се дружат со книгите, а тоа е всушност и основата на затоа што читањето е процес кој што трае во текот на цел живот, да стекне добри јазична писменост и да може нивната да се поттикнува и нивната креативност и инвентивност и оригиналност, да се проширува нивниот вокабулар, со нови поими, сето тоа го добиваат со читање на книгите. Учениците креативноста со родителите ја покажаа на тој начин што осмислија тема на сликовница, која што е поврзана со реалниот живот на децата од таа возраст и беа изработени сликовници со повеќе илустрации. Се работеше тимски и соработката беше на високо ниво. Сите книги ќе бидат изложени во училиштето со цел да ги поттикнат и другите родители кои не беа дел од работилницата и да им се даде идеја како да го поминат слободното време со своите деца на интересен начин, да стекнат родителски вештини, односно да се вклучат во воспитно-образовниот процес на децата. И за крај од вестите, пред времето проследете спортската информација. Кочанските гимнастичари како дел од македонската селекција ќе настапат на турнири во Нови Сад. Амбициите се освојување на еден од медалите. Кочанските гимнастичари како дел од македонската репрезентација в петок заминуваат за Војводина, каде ги очекуваат два важни надпревари. На 6 декември машката експедиција ќе настапи на Балканскиот тромеч, додека истата екипа, засилена со женскиот дел од репрезентацијата, следниот ден во Нови Сад ќе настапи на меморијален турнир во конкуренција на селекции од цела Европа. Од Кочани ќе учествуваат 4 надпреварувачи, и тоа Петар Каров, Ненад Атанасовски, Ристи Симеонов и во женска конкуренција Јана Николова. Овој надпревар е на ниво на држава, на репрезентација и е тромеч воедно Македонија, Србија, Словенија и меморијалниот турнир Лазар Крстич. Тоа е еден надпревар, се взимаат резултатите и за тромечот и за меморијалот. Исто така и овој турнир е доста силен и учествуваат надпреварувачи од цела Европа. Колев се надева на добар успех на неговите избраници, а највисоките амбиции се медал од ова големо надпреварување. Јас се надевам ќе оствариме и овде некој значителен резултат, како што е по некоја од оделни справи, затоа што конкуренцијата во повеќе бој е многу силна. Се надевам дека ќе влезат во финале во некој од справите и ќе заземат некој од дури првите 3 места. Надпреварите на меморијалниот турнир Лазар Крстич во Нови Сад ќе се одвиваат во 2 сали, што ги задоволуваат сите критериуми за организирање на ваков тип на надпревари во поглед на техничката опременост, но и капацитетот со кој располагаат.
Вестите на Канал 8 завршија. Останете со нашата програма. Довидување.